Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а на денешното мени имаме пица, италијанска пица направена со бига. Гледајте не за тоа што ова ќе биде навистина многу интересна емисија. Многу одамна, кралот Умберто со кралицата Маргарита го посетиле Неапол. Бидејќи слушнале за специјалитет наречен пица, по нивна желба го викнале најдобриот пица мајстор во тоа време и он во нејзина чест, тоест во чест на кралицата Маргарита, направил пица со тесто, пелати, италијански домати од кои го прават највкусниот сос, моцарела и кога сето тоа добро се испекло, одозгора ставил ливчиња од свеж босилек. Всушност ги направил и боите на знамето на Италија и во чест на кралицата Маргарита таа пица ја крстиле Маргарита. Сепак, италијаните имаат вистинска традиција која станува збор за тесто. Посебно за пицата, за нивните познати лебови и така натаму, користат секогаш квалитетно брашно тип 00, затоа што има многу висока енергетска вредност и содржи многу протеин, тоест глутен. Од 12,5, 13, 14, па и 15. Пченицата Манитоба има дори и со 18% глутен и е навистина многу јако и квалитетно брашно. И сега, што треба да направиме? Бигата да ја ставам во миксерот. Ете така, сега да ја соберам целата. Имаме околу 500 грама бига. Во нејзе ќе додадам околу 200 мл вода и ќе оставам убаво да се соедини, тоест да се обработи во миксерот. Доколку немате ваков миксер, посетете ја нашата веб-продавница 4сезони.mk, нарачете се за тоа што навистина многу добро ќе си ја заврши работата. Многу важно за тестото за пица е добро да го измесиме. Најмалце 10 минути треба да го месиме на поголема од средна брзина за од него да се ослободи глутенот. Или пак нашите предци велат удри го 100 пати од масата каде што го месиш тестото. Тоа удирање од 100 пати е токму поради ослободувањето на глутенот од брашното. Ајде сега да ставиме вода и полека да го пуштам миксерот да си врти, а ја за тоа време ќе го спремам и мастрафот. Што се ни е потребно за да направиме добра и вкусна пица? Потребен ни е добар доматен сос кој може да биде и многу вкусен, ако го направиме да биде вкусен. Многу често овде кај нас сосот за пица го прават од обични пелати и во него не додаваат ништо со цел да се почувствува вкусот на доматот и да се почувствува неговата киселина. Меѓутоа, за вас ќе го направам многу поедноставно. Ќе видите како, меѓутоа ќе го зачинам. Затоа што зачинот дава посебен шмек во пицата. Може да го направиме и обично, меѓутоа јас го зачинувам затоа што така мене ми е највкусен, а и оние кои го пробале знаат за што станува збор. Пелати, една конзерва од 400 грама и 200 грама доматен сос или доматно пире. Јас одбрав доматно пире, затоа што ми дава и подобра густина. Секако, ако е многу густо, ќе додадам и малце вода, што и не е проблем. На тој начин добиваме поголема количина на сос, многу добро зачинет, а сега ќе видите и како. И секако, она што ќе го ставиме врз тестото за пица е окей, меѓутоа секојаш ќе ни остане за дополнително да си ставиме, бидејќи начинот на јадење пица кај нас секојаш е пицата и доматен сос, посебно нели во пицериите. Овде сме добри. Опа. Сега ќе додадеме брашно. Уште 300 грама и ќе додадеме 20 грама сол. Солта секојаш ја додаваме кога ќе се измеша убаво, кога ќе се соедини бигата, никако претходно. Сега ќе го оставиме и ова убаво да се изврти, а јас ќе продолжам да го правам сосот. Ставаме сол, бибер, една лажичка дафинка,
Тој е вкус што сите го сакаме и на кој сме навикнати и додаваме оригано од 3 до 4 грама на оваа количина. Тестото добро изврте, сега ќе ја намалите брзината и полека ќе го додадете маслото, затоа што ако е многу јака брзината, све ќе испрска на страна. Ќе уклучам оган и ќе ставам тавче да се загрее. Денеска пицата ќе ја направам баш како италијанска пекарска пица. Во голем плех и ќе ја поделам на 6 различни делови. Секој дел ќе биде со различен мастрав. Едноставно кога ќе ја ставите пицата на маса, да има за секако и сите вистински да уживаат. Нормално е тестото тоа што врти да се заглави негде и да се залепи, меѓутоа тоа не е никаков проблем. Тестото не смее да биде многу цврсто. Тестото за пица, за наполитанска пица, знае да има хидратација и до 80%, ако не и повеќе. Треба да биде, што значи тоа? Дека на 1 килограм брашно има 800 милилитри вода. Сега, јас ќе го оставам тестото едно 40 минути, максимално до 1 час, да го зголеми волуменот, а потоа на плехот ќе ставам масло и на маслото убаво ќе го растегнам тестото, нема да го сукам за да не му извадам душата, велат. Така да, таман за тој 1 час, јас ќе средам се што ми треба за мастрав, ќе го направам и доматниот сос и ќе бидам спремен кога тестото ќе стаса, да го растегнам полека и да го ставам да се пече. Печењето ќе биде многу интересно. Прво, 7 минути ќе го печам празно тестото, затоа што бигата секогаш дава добра структура за разлика од полишот кој дава волумен. Ќе го испечам да добиеме иста дебелина на тестото, а после 7 минути од озгора ќе додадам се што треба и ќе ги поделам на 6 дела парчињата, тоест пицата. Ставете го тестото во длабок сад, покрите го со најлонска фолија и оставете го на собна температура, двојно да го зголеми волуменот. Температурата на тавчето е одлична. Ќе додадеме масло, ќе додадам неколку чешни јалук, да му дадеме дополнителен вкус на спанакот. И сега, штом го почувствувате мирисот на лукот, тогаш веднаш додадете го свежиот спанак и оставете го он, ќе го намали волуменот. А овој спанак ќе го додадам и врз еден дел од пицата, ќе видите после како. Додека ова си се пржи, јас конечно ќе го доправам и сосот. Сега полека ќе додавам масло и ќе проложам да блендирам, за да се спои све внатре. Ако го ставите маслото заедно со зачините, тогаш зачините ќе се спојат со маслото и многу потешко ќе може да го измешате ако го мешате рачно. Ако го мешате вака со рачен блендер, прво зачините, а потоа маслото. И густината ќе си ја направите вие самите каква што сакате, меѓутоа густината на доматниот сос треба да биде како не многу густа смеса за палачинки. Не смее да биде многу ретка, не смее да биде многу густа. Затоа златна средина. Ајде лукчињата да го ставим. Опа! Се случува и тоа, вода имало малце во спанакот, ама ништо страшно. Толку му е доволно на спанакот, сега само ќе го посолиме. Ете така. Ќе проложам со сосот.
Јас го добив тоа што сакам. Сега ќе ви кажам уште едно трикче. Вака сосот се прави само кога ќе го употребувате веднаш, денеска за денес. А ако сакате овој сос да биде барем 7 дена во вашиот фрижидер и да можете да го користите, тогаш откако ќе го направите сето ова, ќе го ставите на ниска температура полека да се обработи термички едно 25 минути, максимално 30 минути. Не дозволувајте да преврие и да се згусне, него гледате да задржи истата густина, затоа што таа густина што ви ја кажав е навистина идеална. Да, се чувствува биберот, се чувствува киселоста на доматот, се чувствува дафинка и се чувствува солта. Баш онака како што сакав. Спанакот е готов. Сега тиквицата ќе ја исечам на тенки ленти. Одлично. Отлично, сосема доволно тиквица. Ова ќе оставам тука. Кромит. Кромидот ќе го исечкам исто така на мандолината. Еве и кромитче, црвено, идеално и за боја и за вкус. Сега, печурките. Велат дека со една печурка можеме да направиме една цела пица ако ја исецкаме многу тенко. Пример, вака. Имаме црвена пиперка, имаме моцарела, имаме спанак, имаме маслинки, имаме јајце, имаме сирење и имаме дополнително кашкаво. Ајде сега да видам до каде е стасано тестото. Еве го плехот или тавчето во кое што ќе ја печам пицата, ама пред да ја испечам прво, како што ви кажав, ќе додадам масло. Стасаното тесто ќе го ставам врз маслото. Масло треба да има насекаде на тавчето за добро да го растегнеме или тестото, а и маслото ќе направи пицата од доздола да има убава крцкава структура. Отлично. Ете така. Сега намастете го и нежно со прстите раширете го насекаде. Супер. Пекарска италијанска пица. Се надевам дека ќе ја направите дома и откако ќе ја направите, верувајте дека на друг начин пица нема да правите. Идеална е. Сега откако добро ќе ја развлечам и подеднакво насекаде, масло ако остане вишок, повеќе ставете го и стурете го на страна. Меѓутоа мора да има масло за убаво вака да можеме да го растегнеме тестото. Секогаш нежно со тестото, не заборавајте, тестото има душа. Откако го распостелив тестото насекаде на плехот, ќе го оставам 30 на минути да стаса уште малце. Загрете ја рерната на 250 степени. Мора да биде жешка која ќе ја ставиме внатре пицата. Затоа 250 степени, 30 минути ќе биде точно и време и ќе ја постигне температурата рерната и ќе може да ја ставиме пицата да ја испечеме, како што кажав на самиот почеток, само 7 минути. Потоа ќе извадиме и ќе го нанесеме целиот мастрав. Драги мои, откако тестото двојно го зголеми волуменот, во плехот ставив масло и убаво го растегнав тестото на сите страни.
Го оставив уште 30 на минути на собна температура да нарасне уште еднаш и сега 7 минути ќе го ставам да се пече на 250 целзиусови степени. А потоа ќе го извадам и ќе го ставам и ќе го наредам целиот мастрав. Точно 7 минути и тестото убаво се запече. Што убаво мириса како на тазе испечено лепче. Со такво тесто и нормално да мириса убаво. И што правиме прво? Прво ќе нанесеме доматен сос. Сосема доволно. И ќе го разнесеме на секаде на тестото, меѓутоа ќе оставиме малце на краевите околу сантим и пол до 2 без доматен сос. Ете така. Не треба веќе ништо да додаваме. Све има. Разнесете го рамномерно на секаде. Отлично. Сега на секаде ќе нанесеме и кашкава. Во Италија пиците не се многу богати со мастрав. Ние овде на Балканот си сакаме да си каснеме пица богата со мастрав, да се тегне кашкавалот и така натаму. И многу често пицата е и пред јадење. А во Италија, во старите пицерии, кога ќе одите да јадете пица, додека чекате пицата, ви носат испечено тесто од пица само со доматен сос од пелати и маслиново масло. И ви носат да пробате да се, ако сте многу гладни, нели, кога луѓето се гладни, се и нервозни. А храната е нешто кое не смирува. Додека чекаме да стигне пицата, ќе каснеме 1 или 2 парчиња од таа пица само со тесто и доматен сос и нема да бидеме нервозни и кога ќе дојде пицата, вистински ќе уживаме. А ако сме нервозни и многу гладни, тогаш и јадеме многу брзо, што всушност и не е здраво. Ајде ќе почнем со тиквичките. Тиквичките ќе ги наредам една врз друга. Меѓутоа, пицата ќе треба да ја поделиме на 6 дела. Ете така, отлично. Еве тука ќе ставиме уште едно и со тиквицата сме готови. Врз печурките ќе додадам маслинки со зелени со пиперче и црна каламата, од која што ги извадив семките. Отлично. Пиперките, вака ќе ги исцепкам. Црвениот кромит, тенко исечкан на крукчиња, ќе даде не само убав изглед, него и многу добар вкус. Пиперка и кромит. Идеално. Отлично.
спанаќот, има вкусна лукче, има солца, се што му треба во моментов за пицата со спанаќ да биде навистина многу вкусна. Една од моите омилени пици. Ајде сега сиренце да додадам. Сега тука ќе додадеме и 2 јајца. Вака направете мала вдлабнатина, за да нема јајцето каде да избега. Ставете го врз кашкавалот и истото направете го со другото јајце. Малце сланинче. Сега и сланината која ќе се потпече. И по правило, кога се става јајце на пица, треба да внимавате жолчката да остане малце сочна и да се разлее кога ќе ја исечете, а белката да биде стегната. И никогаш, за да го добиете тој момент, не се става јајцето на почетокот кога се пече пицата, него на пола печење, како сега. И, драги мои, пица Маргарита, најпознатата светска пица, ќе ја направиме сега. Сега, овде има додаток плюс на кашкавал, иначе оди само моцарела. Ама јас себе сега ќе ја додадам моцарелата тука и кога ќе се растопи, ќе биде одлична. За само 7 до 9 минути пицата ќе биде готова. И оставете ја нека подолади малце. Велат дека многу е добро пецивото или што и да правиме од тесто да го оставиме да подолади онолку време колку што се печело. Одлично. Опа. Епа, ова навистина не само што убаво изгледа, него многу убаво мириса. Ставиме малце босилек на маргаритата и да ја направиме баш онака како што е направил најдобриот пица мајстор во Неапол за кралицата Маргарита и кралот Умберто. Сосема доволно. Ке почекам 15 на минути пицата да здивне, што велат старите. И едва чекам да поминат тие 15 минути. А вие, драги мои, почитувајте го сето она што го направи во денешната емисија, ако сакате вистински да уживате во вкусот на тестото за пица и нормално во пицата, која преубаво изгледа за тоа што има многу различни комбинации на продукти и тоа е се за денеска. Бидете живи и здрави. Уживајте во вкусната храна што ќе ја сготвите дома за вас и за вашите најдраги. Домашна пекарска пица направена со претходно спремена бига. Едноставно, пица во плех за секого, секое парче за секој од вас дома. Направете ја и вистински уживајте. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу,
А вие се надевам дека вистински уживавте денес. Секако да ве потсетам да го посетите нашиот вебсайт или нашата веб-продавница 4сезони.mk и да си одберете се што ви е потребно за да може да сготвите убава и вкусна храна. И секако големо благодарам до моите пријатели од Специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација БЗУ Ива Беланова, која се грижи постојано за мене да бидам во одлична форма. Ви благодарам, имајте убава и пријатна вечер.